Членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани скромно и достоинствено се собраа по повод 4 јули, датумот што во поранешната заедничка држава Југославија се одбележуваше како Ден на борецот. На спомен обележата на борците од Кочанскиот крај кои учествувале во народно-ослободителната борба, но и во претходните востанија, им оддадоа едноминутна почит и положија букети свежо цвеќе. Членовите на Сдруженијето рекоат дека за нив ова е голем ден, па традиционално го слават како празник што не треба да се заборави. Денес ден на борците 4 јули, кога Извршниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Белград донесе одлука да се крене востание против окупаторите и нивните слуги, и кое што одлука набрегу беше спроведена во дело. И почнаа да пукат востаничките пушки низ Југославија. Така прво на 7 јули пукна пушката во Белград, во Србија, понатаму пукна пушката на 13 јули во Црна Гора, понатаму на 22 јули во Хрватска и Босна и Херцеговина и на 27 јули во Словенија. Тоа беа и на 11 конечно октомври во Македонија. Тоа беа денови кога партизаните се кренаа и поведоа борба против германците, против фашистите и против нивните слуги кои што беа на територијата на Југославија. И кое што конечно вроди со плод и Југославија на крајот беше победничка држава во Втората светска војна и ги ослободи своите народи и своите републики. Трендов рече дека Сдруженијето Јосип Броз Тито располага со скромни финансиски можности што се обезбедуваат од сопствениот буџет, поради што и не можат да организираат поголеми прослави. Сепак, според членовите на Сдруженијето, и тоа е доволно за да ги одбележат светлите датуми од историјата, како основа за создавањето на денешната самостојна држава Македонија.